Вкупно 31 година затвор им изрече денеска Скопскиот кривичен суд на седмината обвинети за кражба на артефакти од Музеот на Македонија. Највисока казна од 8 години и 8 месеци доби поранешниот директор на музеот Перо Јосифовски. На Златко Видовски му беа пресудени 6 години и 8 месеци. На Совка Кушовска 3 години, на златарот Часлав Кузмановиќ судот му пресуди 7 години и 8 месеци затвор. На Јован Кондијанов 3, а Дарко Крџовски и Андреј Ежов добија по 1 година затвор. На обвинетите во затворската казна им се пресметува и времето што го минале во притвор. Министерот Абдулаки Мадеми го повтори ставот на Министерството за образование и наука дека предметот математика во државната матура ќе биде на основно ниво и дека ова било најавено пред 2 години. Претходните години имаше ученици што избираа математика на основно ниво и ученици што избираа напредно ниво и немаше никаков проблем со проодноста. Така што јас верувам во капацитетот на матурантите дека можат да полагаат математика на основно ниво, изјави министерот Адеми. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и министерот за надворешни работи Никола Поповски учествуваат на министерската конференција што во организација на австриските министерства за внатрешни и надворешни работи се одржува во Виена, а на тема справување со џихадизмот заедно, обликување, превенција, реакција. Џихадизмот преку радикалниот екстремизам и тероризмот представуваат сериозна безбедносна закана за сите земји од светот, вклучувајќи не и сите нас. Поради тоа, сите ние треба да соработуваме и преку соодветни мерки за навремена превенција и одговор да ги спречиме можните безбедносни проблеми кои овие групи би ги направиле во нашите земји, истакна Јанкуловска. Таа посочи дека Македонија во континуитет ги надградува своите нормативи и институционални капацитети за спречување на можни терористички закани и неутрализирање на последиците од џихадизмот. Македонската академија на науките и уметностите денеска изрази крајна загриженост поради, како што се наведува во соопштението, продолженото траење и продлабочувањето на кризната состојба што се заканува да ги оживее сеништата на историските делби од минатото и да ги загрози темелните вредности и интереси на македонското општество. Незиното надминување е пред се должност и одговорност на политичките и другите фактори кои своите ставови и определби треба да ги артикулираат низ диалог и во соработка со соодветните европски и меѓународни институции, се вели во соопштението од председателството на МАНУ. Академијата смета дека на Македонија најмногу ќе и се помогне ако Европската комисија и другите европски институции ги забрзаат процесите на нејзините евроатлантски интеграции, со што поскоро отворање преговори за членство во Европската унија и прием во НАТО. Во организација на Македонската амбасада во Камбера и Генералниот конзулат во Мелбурн беше одржана донаторска акција за поплавените подрачја во Македонија, во која се собрани околу 90.000 австралиски долари. Во акцијата биле вклучени сите здруженија, клубови и индивидуални лица. Акцијата била поддржана со голем број културни и спортски настани, донаторски вечери и медиумска промоција во градовите каде што живеат македонците. Според бугарскиот премиер Бојко Борисов, во моментов во земјата нема критична маса за поднесување барање за гласање недоверба на владата. Оваа изјава е одговор на ставот на председателот на БСП Михаил Миков, кој предвидува такво гласање кога во општеството ќе се натрупа поголема критичност. Тоа е право на опозицијата, Миков правилно кажа, доколку се натрупа критична маса. Јасно е дека сега нема критична маса. Опозицијата нема што лошо да каже за владата. Нема кој не ја регистрирал стабилноста во државата, коментира Борисов по ставот на председателот на БСП Михаил Миков.